сведоци сме дека сите столбови на кои што таа антифашистичка борба ја градела оваа држава, еден по еден сите се размонтираат и се уништуваат. Некој сака да ги замени со нови вредности, со некои нови идеали, со некои нови луѓе. Некои луѓе што беа поразени во Втората светска војна. Социјалната состојба во Република Македонија е полоша од било кога. Работнички права има малци или воопшто нема. Сите видовме како еден обид за штрајк на просветните работници заврши со неуспех и сите знаеме зошто заврши со неуспех. Затоа што некој изврши притисок врз нив. Вториот столб, секуларноста на Република Македонија исто така е загрозена. Црквата, таа двоглава ламја која што ја имаме во двете главни верски заедници, се повеќе го превзема доменот на јавниот живот и на приватниот живот на луѓето, терајќи ги, како што рече генералот, во некој трла, во некој торови да бидат поделени луѓето и по можност шо помалку да комуницираат меѓу себе. И третиот столб, Македонија од секогаш уште од Крушево била замислена како републиканска држава. Во времето на Илинденското востание сите околу нас правеле монархии, сите околу нас правеле кралства, а нашите револуционери се одлучиле да направат република, прва од тој тип на Балканот. Република значи владење на правото. Република значи правда за сите. И за тоа сме свесни дека веќе не постои во Македонија. Овдека сме собрани пред се да се запознаеме сите кои што ги делиме овие основни антифашистички и широко левичарски вредности, за, како што ми кажа еден млад другар, да не се случи да се најдеме во кафана и да се истепаме без да знаеме дека сме од иста. Затоа, овдека спремивме едно мало коктелче, колку што можевме, спремивме изложба на наши досегашни, на една од нашите акции досегашни. И се надевам дека ќе уживате и ќе го искористите времево да стекнете нови пријателства овде. А што се однесува до фашизмот го сретнав на 24 декември, кога пред мене се наредија некои специјалци, некои желки и дадоа наредба да се тргнеме за 10 минути од таму зашто ќе почнат да тепаат.